7 жртви и 580 сообраќајки се случиле во изминатите 2 години на подрачјето на Охрид, дел од нив на автопатот Кичево-Охрид, кој поради големиот број незгоди јавноста го нарекува автопат на трагедии. На 57 километри од автопатската делница, која требаше да биде готова во 2018-та, сега се работи интензивно, а полицијата ги засилува контролите. Полициските службеници интензивно треба да бидат на сите оние патни правци каде што се регистрирани најголем број на сообраќајни незгоди. Тука пред се мислам на автопатот во изградба Охрид-Кичево. Согледувајќи оваа ситуација, од почетокот на оваа година полициските службеници на овој патен потек, но и на другите пофреквентни сообраќајници ги интензивираа сообраќајните контроли. Се прават напори автопатот да биде готов што е можно најбрзо, за да не се зголеми и цената на целосна изграда на делницата. Факт е дека наследивме исклучително лош проект, истакна министерот за транспорт и врски Николовски, откривајќи со што се соочиле. Првата работа со која што лани се соочив е дека година и нешто не се асфалтираше воопшто. Го променивме законот, еве сите гледате дека се работи. Втората работа, како е проектирано, постојниот проект поминува низ градби од А категорија. Поминува во заштитено подрачје на аеродромот, поминува преку бензински пумпи, поминува преку болници и преку хотели. Тоа се објекти кои што не можете да ги експроприирате. Значи, експроприација се прави до куќи. И за тоа најдовме решение. Проблемот со 11 слечишта ќе се решава со помош на странски експерти. Јас поканив експерти од странство и не ми е срам да го кажам тоа, затоа што да знаеле домашните да ја завршат работата, ќе ја завршеле. 40 километри од автопатот Кичево-Охрид, кој се гради цели 11 години, ќе биде пуштен во употреба пред почетокот на летната сезона, а до крајот на идната година ќе биде целосно функционален автопатот од 57 километри.